Почитувани, образованието е еден од токму затоа начинот на кој го мериме знаењето на учениците е од огромна важност. Државната матура, како завршен испит по завршување на средното образование, треба да обезбеди објективна, правична и еднаква шанса за сите ученици. Вечерва зборуваме за тоа колку државната матура е објективна. Што значи да се мери знаењето без влијание од надворешни фактори, кои се предизвиците и што треба да се промени за да може резултатите на вистина да ја одразат способноста на учениците. Гостинка во вечерашниот подкаст е директорката на Државниот испитен центар Даниела Јовчевска-Михајловска. Даниела, добре дојдовте во вечерашниот подкаст на ВМРО ДПМН зборува Унија на жени. Добро вечер, чест ми е денес да бидам тука со вас. Ви благодарам на поканата. Како што ме представи нашата водителка, Слободанка, јас сум тука да зборувам за државната матура. Државната матура не е новина. Државната матура е нешто што 15 години се реализира во Република Македонија и низ годините таа поминува низ најразлични процеси. Значи, забележуваме години кога државната матура имала подобри резултати, но и години кога имаме пад на истите. Државната матура ја организира Државниот испитен центар во соработка со сите средни училишта и истата се организира согласно Законот за средно образование, концепцијата за државна матура, како и правилникот за организирање на државната матура. Државниот испитен центар е подготвен оваа година за реализирање на државната матура, која што ќе се спроведува на 31 мај, матурантите тоа веќе го знаат. Првиот дел од државната матура, вториот дел е на 11 јуни. Инаку матурата се подготвува во текот на целата година, подготовките траат, така што учениците се пријавуваат некаде до крајот на декември, па потоа следат проверки, во дицот се подготвуваат тестовите, се печатат и така натака, така што веќе сме во една завршна фаза и сме подготвени за да отпочнеме со реализација на процесот, односно она што ќе значи полагање на државна матура, како и потоа оценување на истата и излегување со резултати. Така, тоа е околу начинот на кој што се полага државната матура. Сведоци сме дека изминативе години беше во овој период од годината на вистина една од поголемите теми кои што се зборува, начинот на кој што се полага, предизвиците, проблемите со кои што се соочувате. Вие сте од неодамна поставена за директорка на Државниот испитен центар и веќе ги имате лоцирано и предизвиците и проблемите со кои што се соочувале изминатите години. Ако може нешто околу ова да ни појасните, кои се всушност проблемите со кои што се случуваат при полагањето на државната матура? Јас само ќе се надоврзам на тоа што претходно го кажав. Значи, јас во овој процес, иако сум скоро во Државниот испитен центар, на позицијата директор, јас сум во текст со државната матура од самите нејзини почетоци, бидејќи сум наставник по македонски јазик, а македонскиот јазик во рамките на мечените јазици е задолжителен за полагање на државна матура. Значи, државната матура се организира на тој начин што ние имаме екстерни испити и едниот екстерен е токму мечените јазици, поточно македонскиот и останатите јазици кои што се зборуваат во нашата држава. Потоа имаме изборен предмет, втор задолжителен предмет, значи тоа е изборност помеѓу странските јазици и математика. Од оваа година за прв пат и италијанскиот јазик е воведен како странски јазик кој што можат да го изберат учениците за да го полагаат екстерно во рамките на државната матура. По завршување на екстерните испити следуваат испити кои што се интерни, меѓутоа и тие влегуваат во рамките на државната матура, како и проектната задача која што веќе во училиштата е при крај, незината одбрана со интерни комисии. Она што е предизвик, а претходно било и проблем, предизвиците произлегуваат токму од она кое што ние го гледаме како недостаток или аномалија низ годините.
тоа е како да стигнеме до резултати кои што ќе бидат поприфатливи и пообјективни. Минатата година слушавме сите дека околу државната матура се организира во некои големи простори, значи големите простори во кои што се организира беа физкултурните сали. Тоа беше минатата година, исто така холовите. Учениците беа надвор од нивните училници, се со една цел да се има што е можно поголема прегледност, која што ќе донесе до поголема објективност. Имаше некои училишта кои што полага државна матура и на факултетите. Значи, едно од тие училишта, кое што минатата година беше, може да кажам, и пионер во полагањето на државна матура, беше Скопското училиште Марија Кири. И тие покажа добри резултати и добра организација, бидејќи организацијата на самиот ден на матурата е на училишните матурски комисии. Училишните матурски комисии си го организираат просторот согласно правилникот кој што им е даден од страна на Министерството, нели во соработка со Државниот испитен центар, го организираат просторот и треба да ги запазат правилата за полагање на матура. Тестовите им пристигнуваат и следи оној процес, тестаторите ги делат и така натака, стигнуваме до денот на полагањето. На самиот ден на полагањето, значи многу е битно распоредот кој што ќе биде направен во самите училишта. И изминатите години се покажа дека во училниците во кои што се учениците собрани, често пати се случува, иако се по 15, така и беа изминатите години, често пати се случува да се користат и мобилните телефони, па на тој начин да дојдат тестовите таму каде што не треба, прашањата да прошетаат насекаде во нивните вибер групи кои што ги имаат претходно креирано. За таа цел се оди на варијанта голем простор, кога во една просторија имате многу повеќе, нели станува збор за многу поголема просторија во која што имате, бидејќи правилникот налага 15 ученици, еден тестатор. Значи со растојание од 1,5 метри помеѓу нив. И сега кога ќе имате една физкултурна сала, нели во која што ќе имате 5 по 15 или повеќе од 5, па ќе имате и повеќе тестатори кои што едни со други се гледаат. Во таков случај, веројатност, ако некој примети дека нешто се случува кај колегата, ќе му посочи, ќе реагира, за да можеме да го надминеме оној дел кој што се нарекува препишување. За таа цел ние остваривме соработка со универзитетите, значи остваривме соработка и со Свети Кирил и Методи, и со УГД, со Штипскиот, со Гоце Делчев, со Штуловиот, со Тетовскиот, бивме и во Прилеп на Економскиот. Меѓутоа, за да дојдеме до тоа, да направиме соработка со факултетите, ние претходно побаравме од училиштата да ни кажат дали може државната матура да организираат согласно она што се нарекува правилник за организација. Некои од училиштата во тој дел се изјаснија дека немаат доволно просторни можности, што и е реално така, бидејќи холовите се мали, ходниците се тесни, така што учениците немаат доволно простор, а меѓу другото треба да се организираат и сите клупи и столчиња да ги извадат од училниците и истите да ги распределат по ходниците. И тоа е дополнителна работа, а ние како што знаеме, нели, техничкиот персонал во училиштата треба да го направи тоа, па и е неблагодарно луѓето да се стават во една таква ситуација, да носат и да враќаат клупи. И од таа причина добар дел од училиштата побара, добар дел, сега тоа пак е незначителна бројка во споредба со тоа колку ние училишта имаме, но со оглед на бројот на ученици кои што го имаме во училиштата, ние имаме училишта кои што имаат по 50, по 60 матуранти. Значи, за нив е многу лесно да се организираат. Во физкултурната сала, 50 клупи и сме завршиле работата, имаме, нели, доволно простори се. Но имаме училишта кои што имаат и по 270, 80, па и повеќе ученици. Истите тие многу тешко можат да го направат сето тоа. Па од таа причина побараа самите да одат на факултетите, така што ние веќе бевме во посета на факултетите, ги разгледавме просторните можности
И тој процес се уште трае, значи ние се уште одиме и сме во потрага по простор, за да можеме да ги сместиме учениците баш на тој начин да полагаат и на некој начин убаво е чувството. Знаете, кога ќе се влезе на факултет, така, ние прв пат влеговме на факултетите кога полагавме приемни испити. А сега учениците треба да го надминат сето тоа и да видат какво е чувството да бидат на универзитет, на факултет, да седнат во амфитеатар. И на некој начин за мене е предизвик сето тоа. Да видиме како ќе изгледа. Јас дури им велам на директорите, однесете ги учениците еден ден, 2 дена, 3 дена, 5 дена порано пред полагање на матурата. Нека седнат во амфитеатарот, нека го почувствуваат, нека видат каква е атмосферата внатре, да не се плашат. Значи, она што се нарекува психолошка бариера, да ја надминат од тој голем простор. Некои веќе се изјаснија дека тоа ќе го направат и ќе одат со нивните ученици да видат, да го тестираат просторот. И ме радува тоа што прифаќаат да се оди во голем простор. Учениците предпоставувам дека ќе бидат задоволни кога ќе видат дека нема да бидат еден до друг да се туткаат, туку на еден поинаков начин ќе може да реализираат матурата организирана, нели, секако се разбира по сите правила и стандарди. Така. Гледаме дека проблемите веќе ги имате нотирано, знаете со какви проблеми се соочува Државниот испитен центар, ги знаете и предизвиците. На кој начин, директор, ќе постигнеме објективна матура и какви се вашите планови во овој поглед? Како до објективни резултати? Мораме тоа да го потенцираме. Така е, објективна матура е нешто кон кое што се стремиме сите ние, затоа што сите ние сакаме, нели, да имаме резултати онакви какви што заслужуваме. Сите ние пред се како родители тргнуваме и велиме моето дете знае. Да, моето дете знае, меѓутоа моето дете тоа што знае треба и да го покаже. Јас како родител знам, но вие не знаете, нели е така? Затоа моето дете има можност на матура да се покаже и да се докаже, па макар и наставникот во средно да му ставал и пониска оценка. Значи, за да стигнеме до тие објективни резултати, првенствено ние треба да се ослободиме од тоа дека зависиме од нешто. Не зависиме од телефонот. Треба да бидеме ослободени од мислата дека ако ние во рака го немаме телефонот и ако немаме можност да користиме интернет и да пребараме, тогаш ќе покажеме објективност. А се до моментот за се нешто кое се чувствуваме несигурни и бараме начин тоа да го провериме, не, да излеземе со тоа што го знаеме. И јас верувам дека нашите ученици знаат, убедена сум во тоа дека знаат, и дека секој од нив ќе може да ја положи без проблем матурата. Само треба да седне, внимателно да чита, затоа што јас пак реков, јас сум од настава и се држам на тоа. Јас како наставник велам вака, седнете, одговорите, ви се наоѓаат во текстот. Читајте внимателно. Значи, зборувам за тестовите, кога ќе ја отвори тест книшката, внимателно нека го прочита упатството. Штом ќе го прочита упатството, веќе, нели, се е полесно. Ќе се ослободи од тоа дека некој треба нешто да му каже или некој нешто треба да му прати. Затоа мобилните телефони тој ден треба да видат надвор од училиштата, понастрана од учениците. Може би треба да вежбаат еден период да се ослободат, нели? Недела, две да не им ги даваме, па да видиме какво ќе биде чувството без телефонот и без тоа да мора да го напише прашањето за да го добие одговорот. Не, тие сите знаат и сите можат. Одлични препораки. Знаеме дека сега имаше измени во Законот за средно образование во делот на полагањето на испитите. Што предвидуваат овие измени? Низ годините често пати слушавме дека државната матура не е прилагодена за учениците од гимназиско и учениците од средно стручно образование, и тоа навистина и беше така. Затоа што ако земете бројот на часови не се совпаѓа во гимназиско и во стручно, но нели сепак кога се правени испитните програми се барал начин тоа да биде изедначено до некаде, па е правен пресек и се земени содржини кои што се полагаат, кои што се изучуваат и во средно стручно, и во гимназиско, и во уметничко, за сите ученици да бидат
еднакви при полагањето на матурата. Но сега со измените во законот, значи си имаме поделба на матурата, која што, здравје Боже, ќе стартува од следната година. Тоа значи дека учениците ќе полагаат државна матура. Државна матура ќе полагаат оние ученици кои што се во гимназиско образование. Но тоа не значи дека учениците од стручно образование или пак учениците од уметничкото образование не може да полагаат државна матура. Значи и тие ќе полагаат државна матура доколку изберат да полагаат државна матура. Зошто е тоа така? Учениците од стручните училишта имаат можност да полагаат државна стручна матура. Тоа значи дека доколку ученикот учи во електротехничката струка, ќе си полага стручна матура доколку размислува да оди понатака на електрофакултет. Со тоа му е него олеснето, проодноста му е поголема, нели? Но ако тој ученик се предомислил и сега сака да оди на правен факултет, тогаш ќе мора да полага државна матура. Тоа е новината која што ја имаме во законот, истото се однесува и за уметничките училишта. Значи во уметничкото училиште ќе имаме уметничка стручна матура, државна, се разбира, сите се државни матури. Покрај државната матура, значи учениците можат да се изберат и училишна матура. Со училишна матура, дали од гимназиско, од стручно или стручно уметничко, учениците не поминуваат, нели, немаат проодност во високото образование. Во високо образование имаат само учениците со положена државна матура. Инаку училишната матура ја реализираат со нивна интерна комисија, составена од училиштето. Тоа е училишната комисија со училишни тестови, така натака, за разлика од државната матура, каде што тестовите ги подготвува државниот испитен центар, односно не директно државниот, туку тоа е цел процес кој што се прави со надворешни соработници. До каде е оваа подготовка? Па подготовките се при крај, затоа што првиот испит, тоа е мајчините јазици, ние на 31 мај, тоа е сабота, така што ние како и да е веќе мора да ги финализираме подготовките. Државниот испитен центар навреме ќе биде подготвен за реализација на државната матура, сега останува да се подготват учениците. Така. Веќе го привршуваме нашиот подкаст. Што би им препорачале за крај на учениците, а и на нивните родители? На учениците ќе им препорачам пред се да не се плашат од државната матура. Значи, полагањето на било кој тест не треба да им биде поразличен од тоа што го прават секојдневно во училиште. Тие поминале 4 години низ образовниот систем, учеле, постигнале резултати. Нашите ученици се вредни и умни, знаат како треба, тие учат, така што нема да имаат никаков проблем, доколку, како што и напоменав, ја погледнат внимателно тест книшката и читаат внимателно. Само читање со внимание, затоа што одговорите кои што се бараат се наоѓаат во самите прашања, половина прашање, половина одговори, нели? Така што слободно учениците нека не се плашат од матурата, нека се ослободат од тоа што се вика зависност од мобилните телефони или од тоа да испраќаат, да сликаат и така натака, бидејќи знаете доколку некој ученик биде фатен со мобилен телефон, тогаш веќе има санкции, ќе му биде одземен тестот, ќе биде отстранет, значи нема да ја положи матурата, а матурантите сите сакаат да завршат матура, да добијат диплома и да се запишат на факултетите, бидејќи добар дел од нив имаат и поинакви планови за својата иднина. Родителите само нека им ја дадат максималната поддршка на учениците, нека бидат тука за нив. Значи, не секогаш петката значи успех, така? Некогаш и четворката и тројката е многу повредна и посилна од петката, така што не треба да се трча по петки и по високи оценки, туку треба да се оди кон знаење и знаења кои што ќе бидат објективни за секој еден. Тој кој што полага треба да биде задоволен со тоа што тој го направил, а не со тоа што некој друг му помогнал да го направи. Одлично кажано. Директорке, јас ви благодарам за вашето гостување во вечерашниот подкаст на ВМРО ДПМН зборува Унија на жени.
како до објективни резултати при полагањето на државната матура. Со вас веќе можеме да извлечеме и одредени заклучоци, а тоа се дека државната матура треба да биде алатка што објективно ќе го мери знаењето. Објективноста е цел кон која сите се стремиме, почитувани. Со добра подготовка и со јасни критериуми за оценување можеме да направиме чекор поблиску до квалитетно образование. Благодариме што бевте со нас. Убава вечер, почитувани.